Повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Скопје и вака сакам да кажам дека под притисок ќе се изгласа, затоа што прво јас за време на референдумот бев уценета. Не ве слушнав, кај сте биле? За време на референдумот бев оценета за да излезам на референдумот, а знаете колку зимав плата? 6.000. И бидејќи не излегов на референдумот, јас бев избркана од работа. Кај сте работели? Сакам да кажам, нови луѓе што се за СДС, нека размислат за кого они ќе гласат. Господи, покренете постапка која се случило да? Ако е така имате народен правобранител, па да видиме кој тој маш и јунак. Што ви уценил па ви избркал од работа. Точно, имам и телефонски јавувања. Платата ми беше 6. Јас сум мајка на дете со посебни потреби. Кај сте работеле? Во Бутов. Не, каде? Приватна фирма, каде? Не, во Бутов преку општината. А во општината? Да. И кој ви се заканил? Нормално градоначалникот на Бутов. Началникот на Бутел ви заканил. А што работевте таму? Јас сум например образована со високо образование, али поради потребите на детето работам 4 сати. И лично градоначалникот на Бутел ви се закани или телефонски или преку порака, како? Телефонски преку секретарката негова ми се јавува постојано за да гласам, а јас не бев дома. Значи, после се проверили списоците дека не сум гласана и ми испрка од работа. Како провериле дека не сте гласали? Па не знам, веројатно е пренесено преку тие што ми се јавуваа постојано. Исто и мажот ми постојано добиваше пораки на телефонот. Ама доказ немате никаков, нели? Некако не знам. Па пораките стојат. А СМС поразума? Да, пораките стојат на телефонот. И што пишува? Па пишува, поготово веќе при крајот на референдумот, кога веќе се гледаше дека излезеноста на народот е слаба, постојано се јавуваат телефонски, за да излеземе да гласаме. Во спротивно ќе бидеме избркани од работа. Еве како постапуваат тие спрема социјалните случаи и лицата со посебни потреби. Чекайте, во ред, смирете се малку. Тоа го имате во СМС порака и се го чувате? Да. Добро. И заврши референдумот и ви избрка поли тоа, а? Да. После референдумот 2 дена без најава, без избркана ни предупредување, ни ништо. Без пријавена договорот, значи без пријавување на договор по 3 месеца. А бидејќи требаше референдумот да биде, значи тогаш ни го продолжија точно до 30 договорот, за да се провери дали ќе излеземе на гласање или не излегуваме на гласање. Значи вас од понеделникот веќе договорот не ви важеше, требаше нов да подпишете. Не, договорот ја веќе 3 дена продолжив да работам, додека тие не си најдат друга жена да ме замени. Сакам да ви кажам, договорот ви стекуваше точно на референдумот. Точно на референдумот. Значи тие можат да ви кажат, вас договорот ви заврши и тоа е тоа. Да, точно, ама после 3 дена, кога ја веќе продолжив да работам, после 3 дена. Да. Добро, ви благодарам за јавањето. Нема да коментирам ништо, се разбира, бидејќи дели во ваквите случаи секогаш професионално сакам да ги слушам и двете страни, но пак ќе кажам, има народен правобранител, ако има таков притисок, ако имате докази, може да ги доставите, се разбира, и на таков начин да ја терате работата понатаму, се разбира.